Учениците во гимназијата Урце Николов утре нема да полагаат квалификациони тестови. Ова е договорот кој беше постигнат на денешната средба во Министерството за образование и наука помеѓу надлежните и група родители. Предходно родители на ученици кои сакаат да се запишат во гимназијата Урце Николов беа собрани на протест пред владата противејќи се на вонредното тестирање. Потоа собирот се пресели пред Министерството, каде представници на родителите учествуваа на вонредната средба. Сите ученици што се пријавиле со 5.00 просек на јунскиот уписен рок во средното училиште Урце Николов ќе бидат примени. Учениците кои сакаат да се запишат во гимназијата нема да полагаат приемен испит и сите ќе бидат распределени во постоечките паралелки, информира од Министерството за образование. Проблемот настана кога во гимназијата се пријавиле повеќе ученици од слободните места. Во Урце Николов се пријавиле дури 400 ученици, иако слободни места има за 285. Од пријавените, 330 завршиле со просек 5.00. Предлог на МОН и Бирото за развој на образование беше учениците утре да полагаат квалификациони тестови по математика и македонски јазик, за да се направи селекција, што најде на реакција меѓу учениците и родителите. Тие бараат дополнителна паралелка, но барањето беше отфрлено. За разлика од борбата за упис во гимназиите, средните стручни училишта и оваа година останаа со голем број на непополнети места. Така, на пример, во Скопското средно училиште Лазар Танев, само 4 ученици се пријавиле да учат за пекари, 6 се пријавиле за келнери, а 5 за слаткари. Голем број непополнети места останаа и во средното училиште Димитар Влахов, кое нуди неколку смерови, како што се фризер, козметичар, графички техничар и месопреработувач. Во средното стручно училиште 8 септември има уште 110 слободни места за вториот и третиот уписен рок. Оттаму велат дека во споредба со минатата година сега се задоволни. Не е постигнат максимумот, но сега во првиот уписен рок аплицирале онолку ученици колку што имале во трите уписни рокови минатата година. Во средното училиште Марија Кири Склодовска примени се 213 ученици, а слободни остануваат уште 59 места. Конечните резултати од првиот уписен рок ќе се објават утре. Од 35.690 места во средните училишта, 24.581 се за настава на македонски, а 10.123 на албански јазик. Дел од просветните работници сметаат дека и самите ученици не се доволно информирани за бенефитите од стручното образование. Министерството за образование и наука за новата учебна година најави дека во сите средни училишта ќе почнат да се реализираат новите наставни програми. Од 1 септември за стручно образование со 4-годишно траење предвидено е воведување на учење преку работа во 3-та и 4-та година, како изголемување на практичната настава и вежби за учениците.